Здраво на сите и добро дојавте во уште еден Q&A. Денес ви одговарам на 11 прашања, претходниот пат на 5 или 6. Денес имаме дупло повеќе. Така да фала ви многу за тоа што има работи кои што ве интересираат. Така да можеме да започнеме веднаш. Првото прашање ни е дали имаш некои планови за иднина и ако имаш кои? Истото прашање ми го поставуваат и на училиште. Што планираш да бидеш кога ќе пораснеш? Што после 10 години, што после 5 години, што после 15 години? Искрено, дури до 15 години, ниту пак до 10 не сум размислила. Може би за некои делови, за нешто кратко, нешто simple, но за 5 сигурно, или помалку од 5, од прилика така нешто. Сум размислувала за тоа да одам на факултет, да каде би работела, што би работела, и сето тоа каде би одела, што би правела. Оно што ќе кажам за ова прашање тоа дека да, после средно планирам да одам на факултет, здрави и живи, пред се. На кој факултет конкретно не знам, сакав на еден факултет за офталмолог, но сепак реков не, затоа што има 10 години на учење со два факултета. Првото е едниот, па после имаме специјални, не знам како се викаше другиот, нема врска, важно два факултета се и траат заедно 10 години. Но ништо не е невозможно, не се знае. Искрено, таа професија е многу барана и самата професорка ни имаше кажано дека многу барана и дека многу оптики во Македонија бараат офталмолози, а нема. Така да можно ќе има нешто такво. Така да, сепак ќе видиме, има време. Следно прашање, кој метод за учење го користиш прва година почнува медицина? Вау! Се надам дека тоа ти е од инспирација, од се она што се прави во нашата школа, проекти и сето тоа. Баш ми е мило што си кај нас. Може би те знам, може би не, затоа што се овие анонимни, не можам да кажам која си и дали те познавам или не. И дали си кај нас во Битола или во некој друг град. Кој метод го користам? Планирав после ова видео да веднаш да ви снимам во врска со учењето, затоа што онака сакам денес да почнам веќе со учењето, така да ќе следува видео. Користам дневници, различни работи за учење, каде што правам планови, методи, некои познати да кажам или некои што сум ги видела немам. Имам свој метод, кој што ќе го објаснам во тоа видео за кој што ви зборувам. Така да знаете дека ќе следува, се надевам дека ова видео ќе биде после мојот прв ден на училиште, така да ова видео. Сакам да пишувам во дневници планови за учење и од нив да учам, така единствено пола учам со тоа што пишувам и потоа со самото читање и се што следува. Следно прашање е дали имам дечко. Немам. Многу ме прашуваат зошто и дали не сакам да кажам, дека тие мислат дека имам, ама не сакам да кажам и не сакам да знаат другите, немам. Така да сега се фокусирам на училиштето, на себе си и на мојата врска со Бог, односно на подобрување на себе си, да станам подобра од тоа што сум, да сакам искрено и вистински, за кога ќе дојде вистинскиот, да го сакам на вистински начин, а да не биде тоа само за еден месец или за една недела или само за една година, туку да биде на вистина, да биде вистинска љубов. Така да, дали имаш симпатија? Немам и симпатија, моментално немам. Затоа што сепак кога и да сум имала симпатија, тоа било затоа што ми бил, не знам, убав од надвор физички, но најважно сепак ми е, а и верувам на секој од вас, тоа вистински да ве сака, да не ве изневерува и да не ве лаже. Тоа е многу важно. Колку сум висока, искрено да ти кажам, се немам мерено, ама од прилика мислам дека имам 162 см, дека толку сум висока. Имам другарки кои што само што почнаа прва година, а се буквално повисоки од мене, како тие да се постарени во јас. Следно прашање, која земја би сакала да ја посетиш и зошто? Кога бев мала, велев дека сакам да одам во Лондон и дека ми е омилен град. Но сега,
искрено, моментално и веќе еве некое време и мојата сестра таму ќе одеа со нејзиниот маж, со мојот зет. Ќе одеа и нормално ја сакам да одам некогаш во Швајцарија. Навистина ми е најумилено и најубаво место. Се е убаво природа. Тоа ми е една од омилените земји и ние би сакала да ја посетам и баш поради тоа што е така убава и јас многу сакам природа, не сакам да сум во гужви, во градови, убаво ми е да сум помеѓу луѓе, но сепак ми е поубаво и во природа сум до луѓе, значи не е дека сакам да се изолирам од луѓе, туку сакам едноставно да сум на поубаво место каде што воздухот не е загаден, каде што имаме природа. Така да таа е земјата која што би сакала да ја посетам. Следното прашање што не е прашање е од кога се исфарба се разубави уште повеќе, палац комплиментот. Јас мислам дека косата, оваа коса сега многу подобро ми стои. Дали веруваш во случајности? Баш интересно прашање. Мислам дека се си има смисла и се си има искрено не знам како баш да го одговорам ова прашање, зашто сама сакам искрено како што јас навистина сум, како јас, како себе си да одговорам, но навистина не знам што би одговорила на ова. Само можам да кажам е тоа дека мислам дека се си има своја цел и дека се е план, Божи план. Кога ти е роден ден и што си во хороскоп? Роден ден ми е на 1 септември 2008. Тоа сум родена, а и не верувам во хороскоп. И последно прашање, многу брзо ги одговорив, знам дека кратко ќе биде видеото, но мислам дека е подобро да е пократко и веднаш да ви одговорам се, отколку многу време да зборувам да биде досадно. Каде би сакала да живеам? Во Швајцарија не би сакала искрено. Може би сакала таму да живеам, што знам. Си мислам дали би сакала да кажам Швајцарија, затоа што веќе спомнав. Или на друго место би сакала да живеам, не само да го посетам местото. Ќе го кажам Швајцарија, зашто навистина не знам друго место некое такво поубаво да речем неа од Швајцарија. Но така да Швајцарија. И толку се прашањата, немаме повеќе. Тоа беше кратко, но ја одговорив на се. Ако сакате и повеќе вакви Q&A и некои слични видеа, пишете во коментари, а ние се гледаме во наредното